Благодарам, потпредседателе, почитувани колешки и колеги, почитуван вице-премиер. Јас во моето излагање ќе се осврнам на поглавието 27 животна средина и климатски промени и поглавието 15 енергетика, разбирливо, нели, како пратеничка од Зелената партија Дом. И во интерес на времето ќе се осврнам најмногу на она што е забелешка од Европската комисија во овој извештај. Се разбира, за да направиме подобрување во овие области, за да можеме навистина да имаме почиста животна средина и ефикасна борба со климатските промени. Што вели извештајот? Вели дека во делот животна средина и климатски промени Северна Македонија има одредено ниво на подготвеност во оваа област и е постигнат ограничен напредок. Потикната е државата да ги засили амбициите во однос на зелената транзиција, нешто што е многу значајно и реализирање на зелената агенда за Западниот Балкан, и вели дека во наредната година земјата особено треба да ја подобри меѓусекторската координација и да ги зголеми финансиските ресурси за намалување на загадувањето на воздухот на локално и национално ниво, да преземе значителни чекори за воспоставување регионален систем за управување со отпад и да го спроведе договорот од Париз, вклучително и усвојување на соопфатна климатска стратегија и донесување закон. Овде се мисли на законот за климатска акција, за која често зборувам во ова собрание, но еве се уште не е подготвен законот. Знам дека е во тек подготовката во рамките на Министерството за животна средина, но се уште не сме усвоиле закон за климатска акција. Во сите делови и кога се зборува и за квалитетот на воздух, вода и така натаму, третманот на отпад, забелешките се однесуваат на нискиот административен капацитет на сите нивоа, значи вели на сите нивоа административниот капацитет останува слаб, со недоволно финансиски средства за спроведување и примена на постојното законодавство. Дека треба да се подобри диалогот со граѓанското општество и процесите на консултации со јавноста и дека недостатокот од транспарентност и пристап до информација е проблем кој се повторува. Се напоменува, се разбира, дека законот за инспекција во животна средина се уште не е донесен и измените на законот за животна средина овде стојат, но еве неодамна ги усвоивме. Законот за инспекцијски надзор во животната средина очекувам дека во текот на овој месец ќе биде усвоен, бидејќи останува уште на пленарна седница во второ читање да се разгледа. Но она што сакам да напоменам како добар пример, кој што треба да го следат и другите институции, тоа е Државниот инспекторат за животна средина, кој неодамна го презентираше дигиталниот регистар. Иако не е законска обврска, потенцирам, и тоа е примерот, дека и кога нешто не е законска обврска, ништо не ги спречува институциите да реализираат ваква платформа, која што ја направија заедно со граѓанските организации, и со тој дигитален регистар практично сите ние како граѓани можеме да ги следиме сите индустријски капацитети, да имаме увид кои се тие кои имаат А, Б интегрирани дозволи, односно тоа се практично загадувачите, но исто така и извештаите од инспекторите за животна средина, што е многу значајно не само заради транспарентноста и добивање на информации, туку и заради тоа што транспарентноста е практично една од клучните алатки во борба против корупцијата во случајов поврзано со животната средина. Неколку зборови сакам да кажам за третманот на управувањето со отпадот. Тоа е дел каде што се уште имаме големи слабости и затоа и наведено. Значи, ние по десетина години се уште не успеавме да реализираме ниту една санитарна, стандардна, регионална депонија, односно Центар за управување со отпад, иако го усвоивме пакетот за закони за управување со отпад, што е многу значајно, но се уште нестандардните депонии и дивите депонии представуваат проблем за да се реализира начелото на циркуларната економија, односно да се селектира отпадот, да се рециклира и да се создаваат што е помало количество на отпад кој што ќе завршува на депониите. Во овој контекст сакам да апелирам, бидејќи во најнапредната фаза е Центарот за управување на отпад во Свети Николско,
кој што знаеме сите со години наназад се подготвуваше разна документација и така натаму и е грант од Европската унија преку 40 милиони евра треба да се инвестира во ова, но никако да започне практично реализирање на овој центар за управување со отпад за источниот и североисточниот регион, бидејќи еве сега повторно од локалната власт во Свети Николе има негодување и неодобрување за воспоставување на ваков центар за управување со отпад и мислам дека навистина е крајно време да се реализира ова. И понатаму, она што сакам да потенцирам во областа на загадувањето од индустријата, како што потенцирав Законот за индустријски емисии се уште не е донесен, во неколку извештаи од Европската унија се споменува и вели недоволно преземање на одговорност на загадувачот го спречува воспоставувањето на систем за спречување на индустријски и хемиски несреќи. Недоволна одговорност на загадувачот е она за кој уште еднаш ќе спомнам тука, по не знам веќе кој пат, нашето неусвојување на Законот за прекршоци, кој чека 2 години во собранието, со кој треба да се зголемат казните за загадувачите и тогаш овие сите индустријски капацитети ќе бидат повеќе стимулирани да вложуваат во заштита на животната средина, а не да плаќаат вакви ниски казни кога ќе се случи некој еколошки инцидент. И во контекст на климата, тука навистина е состојбата незадоволнителна, затоа што станува на ниско ниво и човечките и финансиските ресурси се многу ограничени. И околу овој дел сакам да споменам, поврзувајќи ја и со енергетиката, бидејќи климата и енергетиката се комплементарни, би рекла, области, затоа што нема ефикасна борба против климатските промени доколку не се вложува во обновливи извори на енергија, односно да се обезбеди таа праведна транзиција од фосилни кон обновливи извори на енергија и во споставување на енергетска ефикасност. А во целиот контекст, како што гледаме и со војната во Украина, прашањето за енергијата не е само веќе прашање на климатски промени и борба со загадувањето, туку и прашање од безбедносен аспект. И затоа мислам дека добро е, сакам да го потенцирам, последниот пример со воспоставување на фотонапонска централа на стариот рудник во Осломеј. Тоа е навистина одличен пример како на место каде што порано се произведувала загадувачка енергија од јаглен, сега ќе добиваме, државата инвестирала во фотонапонска централа која што ќе произведува чиста обновлива енергија од сонце. Инаку се уште производството на енергија од сонце е многу минимално, под 2% од вкупното производство и токму и затоа имаше предлог до владата и е дел од програмата на владата да се стимулира и понатаму, да се интензивира производството на електрична енергија од обновливи извори, пред се од сонце, но иако и овде се споменува дека Законот за енергетика е усогласен со директивата за обновливи извори на енергија на Европската унија, она што ние тука во Македонија мора да го направиме практично, да направиме промена на подзаконските акти за да овозможиме граѓаните да почнат да произведуваат електрична енергија од сонце, односно да не бидат само потрошувачи, туку и производители на електрична енергија. И бидејќи во контекст на енергетиката забелешките се дека е слаб административниот капацитет, се вели дека треба да се зголеми бројот на вработени техничко-инженерскиот капацитет на секторот за енергетика во Министерството за економија и Агенцијата за енергетика и така натаму. Сметам дека навистина треба да формираме посебно Министерство за клима и енергетика, бидејќи овие капацитети се сосема недоволни и јасно е дека не само сега, туку и во иднина овие прашања за производство на енергија ќе бидат многу значајни. Недоволно е во Министерството за животна средина и просторно планирање има само оделение за климатски промени,
а во Министерството за економија само еден сектор за енергетика од вкупно 13 сектори во Министерството. И сосема на крај ќе ми дозволите, подпредседателе, дека енергетската ефикасност исто така, затоа што и самата Европска Унија вели дека со зголемување на 1% на енергетска ефикасност се намалува увозот на газ за 2,6% и тоа е нешто кое што го забележува Европската комисија, дека и на централно и на локално ниво треба да се инвестира во енергетска ефикасност. Благодарам.